Поднесените измени на кривичниот законник кои влегува во собраниска процедура најверојатно ќе ја одложат утрешната расправа пред Уставниот суд. Откако собранискиот спикер е формално одговорил на рокот кој му го постави судот за 6 месеци да се направат измени на спорните одредби, председателот на Уставен Костадиновски очекува утре на седницата да нема дискусија, а уставните суди да ги чекат конечните законски решенија. Процесот, вели, не е окончан. Ние имаме формално известување од спикерот на парламентот, кој вчера го разредувавме на работен состанок и ние констатиравме дека дел од правните стојаништа во нашето решение се испочитување. Значи, моето очекување дека на утрешната седница на Уставниот суд нема да има дискусија, ќе ги чекаме законските решенија. Кога ќе бидат донесени? Ние повторно сме должни да се навратиме и да ги цениме и во формална и во материјална смисла. Што значи нема да има одлука утре на Уставниот суд. Според професорот Прешова, ако овие измени кои влегува во процедура не се дел од најавениот кривичен законник, ќе се создадат дополнителни проблеми. Потребно е, вели, конкретно и јасно решение. Ако сега се носат овие измени, следната година имаме обврска да носиме кривичен законник, односно е предвидена така. Мислам дека е прилично проблематично со таков тип на материја и во однос конкретно на кривичниот законник. Така што и уште една работа, не заборавајте дека и да ги донесат новите измени за делата кои се сторени во овој период, за кои се били поставени ќе важат претходните измени. Затоа јас сметам дека најисправно да се оди на едно радикално решение со јасно детерминирани рамки и последици кои мора да ги прецизира или би требало да ги прецизира Уставниот суд. И делегацијата на Европската Унија упати критика за измените донесени во 2023 година, но вели дека пораката од Брисел е јасна, државата да усвои законник усогласен со европските стандарди. Сега сме во една ситуација во која ниту парламентот, кој вообичаено би требал да действува, да делува на предлозите на Уставниот суд, ниту пак владата презеле нешто. Постои висок ризик дека сите ќе бидат ослободени. Во 2023 тогашното мнозинство со европско знаменце и скратена постапка го смени кривичниот законник и овозможи намалување на казните за злоупотреби направени од функционери. Според мнозинството кој ги предлага овие измени, ова е приодно решение до завршување на новиот кривичен законник со цел да спречат амнестија на 200 активни предмети, но и за да ја обезбедат правната држава. Предвидени се повисоки казни затвор за злоупотреба на службената положба и за несовесно работење во службата, но и повторно враќање на злоупотребата во јавните набавки како потешко кривично дело. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.